Добра вечер на сите што одвоивте време вечерва да дојдете со нас на ова втора или трета сесија на Христијанскиот философски форум, која што се одржува, како што именувавме на прошла една од минатите дискусии, лице в лице, односно со физичко присуство, како што правевме пред неколку години. Поголемиот дел од дискусиите одат онлайн, но ете, вложивме напор да имаме барем неколку дискусии кои што ќе се одржат во овој формат, значи сепак да се сретнеме лице в лице со нашите гости и секако со публиката која што во последниот дел од дискусиите зема учество со прашања, со коментари. Денес имаме многу интересна тема и многу интересни гости. Го имаме Бобан Карапеовски, го имаме Игор Радев и тука сме Ристо Солунчев и јас како домаќини, како воведничари и како модератори на овие настави. Темата за која што ќе говориме е јазикот. Или, како што го именувавме, повикувајќи се на текстот од Вулгатата, лингва сува, сопствениот јазик. Горете. Ако прифатиме дека секој дискурс представува своевиден јазик, тогаш нашата вообичаена дефиниција на јазикот може значително да се прошири. Постои јазик на уметноста, постои јазик на уметноста, постои јазикот на телото, како што го нарекуваме и така натаму. Дали тогаш, во еден таков случај, уште има валидност онаа поделба што обично ја прифаќаме здраво за готово, именно поделбата меѓу зборовите и делата. Не ме гледај што правам, слушај ме што ти зборам. Можно ли е вакво нешто? Може ли нашиот говор да се подели, па она што ќе го кажеме со збор да биде различно од она што ќе го кажеме со дел? Секако дека може. Само што ние тогаш забораваме дека кога правиме нешто, со самото тоа и кажуваме нешто. Или поточно не баш забораваме, но бараме другите, ако може, тие да заборават, тоест да се прават дека ништо не чуле од она што го виделе. Точно се изразив, заради тоа што од делата извира говор. И тоа како може да се слуша, да биде чуен. Кој може да биде погромогласен и најгласно произнесената беседа за братската љубов, за верскиот морал, или во контекст на денешниот ден на братството и единството и така натаму. Токму тој говор на делата, ние понекогаш сакаме да ги убедиме другите дека само им се причинува дека е вистински говор. Дека криво расудуваат поради тоа што самите се накриво насадени. Или што би рекол еден антихерој од Новиот Завет, сиот си во гревови роден, па зар ти нас ќе не учиш? Верувам дека овие зборови ви се познати. Денес ќе се согласиме, не се изразуваме на овој начин, не говориме така. Не звучува така. Говориме. Баш како ќе не обвина за фарисејство, дека сме како фарисеите. Но, секако дека можеме да бидеме како фарисеите и да функционираме како фарисеи колку сакаме, само што треба да звучиме современо, треба да звучиме политички коректно, љубовно, open-minded и така натаму. Се останато во тој поредок. Ништо полесно од тоа. Само 2 збора се доволни доколку сакаме да постигнеме такво нешто. Тоа се 2 збора не суди, кои што многу често ги слушаме во изминативе години, барем јас премногу често ги слушам. Беше интересно во една дискусија со
еден представник на друга верска заедница, дојдовме до заклучокот дека тоа е една општа појава. Дека е попрво прашање некаков цајтгајст кој што циркулира не само во православните кругови, туку и во други кругови каде што постојано се става акцентот на тоа немој да судиш, немој да осудиш. И кога ќе го кажете тоа, никој не може повеќе да ни приговори. Ем сме се повикале на Библијата, Матеј 7 глава 1 стих. Ем и импонираме на современата секуларна култура. Би рекле на Бога Божиото, на царот царевот. Само што прашање дали Христос мислел баш на ова кога ги изрекол тие збори. Да бидат и едните и другите, и едното и другото да бидат задоволни. Сепак за нас е исклучително важно прашањето што подразбираме под зборот судење. Што подразбираме денес во нашата хиперсензитивна политкоректна култура, од една страна, а што подразбираат Светото писмо и отците на црквата под овој збор. Тешко дека мислеле на истото. Особено не ако се земе предвид оригиналното старогрчко значење на зборот судам, зборот крим, кој значи делам, одделувам, разделувам, сеам, пресејувам, разликувам, разпознавам, одбирам, избирам, па дури потоа и судам, во смисла на одредување вина за одреден престап и следствено наложување на соодветна санкција. Стандардно юридичко значење кое што најчесто имаме на ум кога го слушаме или го изговараме овој збор. Секако и тоа не е исклучено како можност, но е само едно од можните значења. За другите наведени значења пак, напротив, ќе видиме дека секој човек е повикан да го разпознае и препознае јазикот на делата, да ги пресее нивните логоси, нивните смисли, нивните значења, да ги различи и раздели едни од други, да го оддели, одбере, избере она од нив што е достојно. Мислам дека сите би се согласиле дека тоа е едно значење на зборот судење, на зборот суда, кое што се однесува на значењата на делата, односно на зборовите кои што доаѓаат од делата кои што ги правиме, кое што е општо и кое што е општо прифаќање. Секако би се согласили дека ако продолжам, нели би го надминале прагот на толерантноста, така што со задоволство ќе го предадам зборот на мојот драг колега и соговорник на Бован Карапејовски по овој прв импулс кој што го дадов да продолжи тој во насоката која што е избрав. Јас избрав една насока, вие можеби ќе се придвижите во вашите размислувања во твоите размислувања во друга насока. Си го земам другиот микрофон или овој да го... На секој случај да не продолжи пресветливаче. Благодарам. Да не продолжи случај да уште повеќе подобро да му го одземам микрофон. Сакав да почнам на сосема поинаков начин, ама сега добив нов импулс. Кога Милан ми ги испрати темите што ќе бидат, што се тема за денес, јас му реков не сум доволно паметен за овие теми. Тој ми рече ако примаме глупи. И сега тоа да го преведам на јазикот на лаиците. Ова беше, јас сакав да му кажам, не сум доволно професионален. Ова беше исклучително професионален и криптичен еден израз. Сега тоа да го декриптирам. Декриптирано тоа би изгледало вака. Јас сакав да му кажам, не сум доволно философски и да речеме религиски образован или подкован да зборува можеби на овие теми, а тој сакаше да ми каже, ни требаат и вакви лаици како тебе да нафрлат веројатно нешто и да направат, како што одлучи во првиот момент, јас велам едно богохулие, условно земено, една провокација за некои од темите
па можеби тие ќе направат понатамошна некаква дискусија. Но пред да почнам со тоа што ми беше идеја, вистина ме поттикнаа твоите зборови за тоа како од делата извира говор. Јас би рекол дека треба да имаме предвид дека и обратно, дека изборовите се дела, дека говорот може да поттикне дела, но и говорот самиот по себе е дело. Вие действувате со начинот на зборување или воопшто со зборувањето како такво. Вие може да направите и многу повеќе добрини и многу повеќе зло со зборувањето, отколку со конкретното тактилно некакво действување. Но избрав од овие 6 подтеми по 2-3 реченици да кажам за 3. Првото ми беше интересно поставеноста на јазичната посебност, пречка или предуслов за заедничарење со другиот, и би рекол дека ако кажеме јазичен диверзитет, мене барем, она што прво ми доаѓа на памет е митот за Вавилонската кула, така. Што друго би била прва асоциација, и ако тргнеме од тој мит, тогаш веројатно јазичната посебност без друго е казна. Така. Тоа е еден тип на казна, затоа што луѓето не знаат да бидат доволно понизни, односно сакаат, макар физички, да се приближат до таму каде што не има местото. И на тој начин тие се казнуваат. Тоа значи дека јазичниот диверзитет во таа смисла може да биде само пречка, може да биде предуслов за заедничарење, бидејќи ако Божијата казна, сега зборуваме за оној лошиот старозаветен дословно покнили што сака повеќе да казнува, ако тоа е казна за луѓето, да не зборуваат веќе на еден заеднички јазик, тогаш тој им представува некаква пречка за да можат да учествуваат во некакви заеднички дејства, бидејќи нели со зборувањето или со говорот може да се действува и тоа е дело. Но да се вратиме на првичната тема, сигурно јазичната посебност е и производ на степенот на интеракција меѓу луѓето. Тие во тој момент се расејани, така да интеракцијата станува помала. Тоа значи дека географската оддалеченост и различните сфери на интерес, употребата на јазикот во различни нивни полиња на интерес и воопшто културите каде што сега се веќе расејани придонесуваат тие да создадат нови начини на изразување на концептите на тоа што ги обкружува, на стварноста. Веќе јазикот во крајна линија тој треба да го одрази културата, односно стварноста, она што не обкружува. Така што вие ако ги имате луѓето расејани по светот и со различни јазици, тогаш ми се чини дека заедничарењето им станува се потешко или поголем предизвик, освен ако тоа не е еден тип на искушение из кое треба да се помине за да се стигне до повисоката вредност. Историјата на човештвото покажува дека ако зборуваме за јазичната посебност на националните јазици, не на идиолектите, значи на различностите на секој поединец, на говорот на секој одделен најотделна индивидуа, тогаш сигурно тоа е пречка за заедничарењето, зашто културата, не само сега културната хегемонија, воопшто културата придонесува, би рекле, за и се наметнува користењето на еден јазик до употреба на еден, тако веќе може би застарен термин како лингва франка. Значи, ние бараме начин за да можеме да стапиме во поблиска интеракција, да се разбереме со заеднички зборови. Но сето ова е подуслов ако нужно кажеме дека заедничарењето може да биде производ на вербалната комуникација, на јазикот. Веројатно може и на друг начин да се воспостави комуникација и тогаш се тоа паѓа во вода. Така, ако на друг начин можеме да се поврземе, да ги разбереме заедничките концепти што ги имаме, тогаш веројатно оваа казна првична е само предизвик да се надмине пречката за да можеме да суштествуваме заедно. Интересно дека ако е точна оваа претходна теза, тогаш имаме еден парадокс. Имаме парадоксот на Вавилонската кула и на оние стихови од 5 до 9 мислечки на битието наспрема Господ од нас го бара и го сака токму
општежитието на кое име повика. Веројатно тоа е Теодор Студит, колку што го најде цитатот. А едното со другото веќе пристанува интересно како тие две работи може да создадат една симбиоза, а да не бидат во парадокс. Веројатно може, кажам на други начини. Но оваа тема се наврзува она за сопствениот јазик. Тоа е една од подтемите, нели? Ако во цитираните стихови уште еднаш се покажува човековата екзалтација од тоа ако некој го знае вашиот јазик. Ако некој ви го зборува вашиот јазик, тогаш вие се чувствувате дека тој на некој начин е поблизок со вас или ве цени. И тогаш ви отвора поширок простор заеднички да действувате на некој начин. Но прашањето за знаењето на принципите на општиот јазик или на јазичните универзалии, речеме на она што е предмет на општата лингвистика, веројатно е во спротивност од идејата на тоа да имаме јазичен диверзитет. Сега, ние се обидуваме да направиме, трагајќи по јазичните универзали, реконструкција на првичната деконструкција на единствениот јазик, кога доаѓа казната. Ние ако се обидеме да ги најдеме заедничките точки, ние се обидуваме да реконструираме еден претходен заеднички јазик кој претходно како производ на повисока сила и волја и на нашиот непослух бил претходно на некој начин деконструиран и расеан. Така што тоа се двете теми за кои сакам да кажам некои работи, и третата што е исклучително интересна за мене е темата за јазикот од средство за служење до средство за подчинување, бидејќи и начинот на кој се одвиваат работите воопшто низ историјата на човештвото, имајќи ги предвид, да речеме, работите за кои ние знаеме и ни се основни и учиме типот на мисиите на Кирил и Методи, каде што и кој имате јазикот како средство на дипломатска мисија, односно јазикот како средство на империја, условно на подчинување, но во исто време го имате обратниот процес. Јазикот како начин да се стигне до другиот, да му се пренесе идеја, да му се отворат хоризонти и да се борите на тој начин преку монополот што го имаат некои претходни јазици и само на тој начин да се сознае вистината. Така што овие се неколку теми што мене всушност ми отворија известни прашања повеќе и мислам дека низ дискусијата веројатно некој сигурно ќе ми помогне да дојдам барем до некој од одговорите на тоа што ме мачеше од вчерашниот ден кога ги видов темите до овој момент кога ги споделувам со вас. Благодарам. Оно што сакам јас вака како ведничар кон нашиот следен гостин да го поставам, именно онаа подлога што ги обединува, веројатно што ги обединува сите теми околу јазикот. Именно можноста дали може јазикот да се разбере отаде умот. Потому дали да речеме музиката е одреден јазик. Значи има такви теории, естетички теории, колку што музиката е одреден јазик или е само друга јазична форма со која што се искажуваат одредени чувства. Во смисла, ако сакате да искажете чувство дека сте тажен, вие прибегнувате кон одредена музичка форма, одреден музички род, лествица, одредени интервали кои што во заеднички сооднос би биле најподатни кон тоа да искажат таа одредена емоција. Вакво нешто е апсолутно нападнато од времето на питагореците па се до Едуард Ханслик,
па дури и во старите византиски пристапи, во кои што буквално секој музички род бил подаден да функционира како музичка форма за искажување на воскресението, бидејќи секој музички глас бил воскресен глас, но не се воскресни само неколку гласови, а другите да се користат, да кажеме, шести глас да се користи само за страдањето Христово да се опишува, бидејќи словените хроматски род го превеле како страдателен род и со тоа го насочиле во една многу лоша насока, да кажам. Понекогаш лошите преводи се навистина нешто што го зафркнува светот во многу насоки. Значи, она што веројатно ја има идејата Ханслик е веројатно да покаже дека музиката внатре себе си не може да биде сведена на јазик, затоа што јазикот има основа со структурата на умот. Затоа што прашањето е дали може да настане умот без јазикот или дали може да настане јазикот без умот. Имено, како мислиме, дали мислиме само, каква форма има мислата. Значи, мислиме во форма на некаков јазик. Имено дејството, мислата исто некакво дејство кој што се случува според некакви закони. И сега, дали еволуцијата го родила умот, па умот го родил јазикот, или јазикот од наједноставни еволутивни облици почел да се абстрахира, усложнува и со тоа го условил настанувањето на умот. И сега ова е прашање што веројатно во тие поставки за некакви историски генези на усложнување на јазикот, бидејќи очигледно во сите човечки јазици можеме да најдеме општи форми. Имено, мешањето на јазиците значи мешање, веројатно, можеби на некакви си лексички моменти, но не во поглед на структурата на јазикот. Значи, има форми во јазикот кои што може да ги најдете во сите јазици, од најрудиментирани, условно рудиментирани. Значи, не сум лингвист да можам да тврдам што е рудиментирано, дали синтетички јазик е стои над аналитичкиот јазик или обратно. Значи, во таа смисла го ставам тоа условно за да го избегнам тој европоцентризам дека постојат одредени јазици и можеби да го воведам на сцена Клод Леви-Строс, кој што смета дека дури и најпримитивните под наводници заедници што ги пронаоѓате мислат неверојатно абстрактно и се склони кон неверојатно минуциозни структури, опишувајќи го светот со јазик. И дава примери од северноамериканските индијанци за нивната абстрактност, например, никош нема да кажат, да опишат факт на некој маж што убил некое дете, ќе кажат свирепоста машка ја исчезна невиноста детска. Например, од тој тип говор. Например, нешто што можеше да се случи, да го сретнете, например, во старите говори на старите селани овде и по Скопска Црна Гора и секаде, имено да се мисли низ еден длабоко поетски јазик, и тоа е највисоката форма на еден јазик, имено поетската форма, затоа се вели дека човек го разбира еден јазик во оној миг кога ќе може да ја разбира поезијата што е пишувана на тој јазик. Бидејќи човек мисли дека разбира еден јазик само затоа што се наоѓа на пазар. Негде. Или дека чита одредена книга. Се додека не се соочи со поезијата напишана на тој јазик. И со Ѓорги Каприев сме го правиле тој муабет и за мене беше шок кога во Трнав не можев да разберам 4 стика од Ботев. А се мислам дека разберам бугарски. Што беше шок. Сваќате дека тоа е највисокото ниво и дека човек последниот степен на разбирање на еден јазик ќе можете да читате поезија на конкретниот јазик. И од тога Клод Леви-Строс го напаѓа тој европоцентризам и тврди дека апсолутно на некој начин како да ја допира таа идеја дека јазикот е всушност другиот аспект на умот. Дека просто не можете да мислите време во кое што постоел ум, а не постоел јазик, или постоел јазик, а не постоел ум. Сега тоа е прашањето што јас го давам како вовед, за нашиот следен гостин,
и го Радев и се очекувам од него една ваква фина, елегантна, педантна, добра изведена анализа во кој што веројатно многу одговори ќе даде на овие прашања што јас си ги поставам околу овој однос на јазикот има. Мислам дека многу невинно да биде педантна. Вредно се заблагодарувам на присуството. И сега јас би сакал прво да почнам со испрашување. Со прашање, да не употребам толку страшен збор. Сега ќе прашам публиката. Две прашања. Според вас, која е функцијата на јазикот? И второто прашање, дали мислите дека може да се мисли без посредство на јазикот? Се добро, немам намера еден по еден да прашам, мислам доброволци би. Не да се шегува. Да, треба јас да бирам доброволци? Комуникација, добро. Значи функција. Добро, комуникацијата, значи како функција на јазикот. Во ред. Друг некој има некоја друга, мислам, друг одговор во врска на прашањето што е функцијата на јазикот, или сите се сложувате дека тоа е основната функција на јазикот е комуникацијата, општењето? Не? Се противи некој нова? Не, тоа може да го земе како еве да земе како одредена позиција. Така. Добро, не се одредена противи позиција. никој, одредена позиција може. Добро, Да. во ред. И второто прашање, дали мислите дека може човек да мисли без посредство на јазикот? И ова е сериозно прашање затоа што отвора две дилеми. Мислите дека Јаненка? Не знам, не имам сомневање, можно е да се мисли без посредство. Можно е да се мисли без посредство на јазикот. Бидејќи на кратко работам со аутистични деца Така. без говор и има некоја комуникација предпознава мисли, ама Но не конкретен јазик, сваќам. Не може да се помага. Добро. Дори сега сватив дека ова не било вклучено. Чекај, тоа јас не сум сватил дека. Кога видам дека нема одглас. Сега е подобро. Да. Да, сега е подобро, јасно. Добро, ама се Добро, во ред. Да. Значи, кога откако одговоривме на овие прашања, мислам кога публиката одговори, па да рече за второто прашање дали има некој еве Јаника смета дека може да се мисли без посредство на јазик. Теоретски, окей, отворено прашање. Јас мислам дека може. Добро, во ред. Ајде сега. Во ред. Значи, зошто го поставив првото прашање? Јазикот како средство за комуникација. Бидејќи тоа е точно, тоа е првичниот и вообичаен одговор, ние кога ќе се соочиме со проблемот на јазикот, во јазикот да гледаме како средство за комуникација, која што реализирано во конкретен јазик, македонски, свахили, не знам, шпански или урду, создава заедници, односно создава јазични заедници кои што се како да се кажеме внатрешно прозирни, помодарски кажано транспарентни, а за надминување на бариерите меѓу нив треба значи или учење взаемно на јазиците или пак посредување на некој трет јазик. Но ние тоа нема да говориме сега за тоа, за посредување значи на трет јазик, ниту за комуницирањето. Зошто? Затоа што проблемот на јазикот, мислам дека не треба да се банализира со она како да го наречеме, првичното мислење дека јазикот е само или основна функција на јазикот е да биде средство за комуникација. Од тука го поставив второто прашање. Дали може човек да мисли без јазик? Така? Значи, ако одговорот е не може човек да мисли без јазик, тогаш нужно следи дека човек за да искаже нешто во комуникација кон друг, тој исто треба првен да го смисли, така? Значи јазикот првен треба да биде внатре, да биде во некој однос со умот, а после ќе разгледаме каков тој однос може да биде, за да може да биде искажано. Така, ако ова вторава хипотеза е точна, дека првично јазикот мора да постои во умот пред да биде изговорен, од таа гледна точка не можеме да се сложиме нели со онаа мисла што беше кажано на почетокот дека делото претходи на зборот. Така, бидејќи ако умот му е присушен на човекот,
а јазикот и вторично умот не може да се мисли без јазикот, во тој случај секогаш словото ќе биде ќе претходи на какво и да е дело, или па како што беше искажано, во тој контекст може да се поистовети. Да, во тој случај би можело да се поистовети и делото и зборот. Патем, значи, метафора за делото кој што претходи на словото многу ме потсетува на завршитокот на Фаустот Гете, кога доктор Фауст се нафаќа да го преведе Евангелието според Јова и се мисли како да го преведе првата фраза во енархиин о логос, значи во исконот беше словото и се мисли, не може вика на словото да му се даде толкова значење, вака ќе го преведам. Во исконот беше делото. Но ние сега тука ќе продолжиме со еден од најголемите лингвистички умови на 20 век, веројатно во историјата секако, Ноам Чомски, каде што уште на самиот почеток од својата кариера како научник, во своето магистрално дело од 1968 година, Јазикот и умот, утврдува дека јазикот е израз на структурата на умот и како таков не може да се одвои од самата човечка природа. Следствено, отаде границата на јазикот, престанува човечкото и почнува животинското царство. Значи, во тие своји согледувања во оваа книга, тој се обидува да го опфати проблемот на самото потекло на јазикот. Меѓутоа, доаѓа во ќорсокот и заклучува дека е неплодотворен обидот јазикот да се објасни како производ на еволуција од попрости животински методи на комуникација, бидејќи како што тој самиот вели, кога ќе се запрашаме што е човечкиот јазик, ние не наоѓаме особена сличност со комуникацијските системи на животните. Па од тука според него, значи продолжувам со цитатот, да се спекулира за еволуцијата на човечкиот јазик од некакви попрости системи е подеднакво апсурдно како да се говори за еволуцијата на атомите од облак на елементарни честици. Конечно, значи, потеклото на јазикот на Чомски представува тајна. И најмногу што може да каже на тоа прашање е кога појавата на јазикот тој определува како голем скок, што во суштина бил моментален и се случил во една единствена индивидуа, која мигновено била обдарена со умствени способности, далеку супериорни во однос на останатите, пренесувајќи ги нив и на своето потомство. Како што можеме да забележиме во неговата теза за настанокот на јазикот, тој употребува непознат метод и од античката драма, Deus ex machina. Не, мислам, просто според него тоа останува збор за чудо, нели? Како Платон кога нели во своите диалози ќе се измисли пригоден египетски бит за да сака да објасни некоја теза, така го прави Чомски. А ние секако тука можеме да додадеме во контекст на јазикот на христијанската традиција, ова единствена индивидуа на Чомски, во која што според него настанал јазикот, слободно можеме да именуваме со името Адам словесниот. Значи, ова е голема тема што ќе го мачи Чомски гледаме во текот на целиот негов животен работен век. Значи, понатаму тој и уште работи, управо се, баш пред некој време следев некој негови настапи, така. Добро се држи за негови, колку години? 97? Не, 90. Не, повеќе од 90 има. Повеќе од 90 има. 96. Да, сега. Вие слободно продолжите. Така во една своја статија од 1980 година, тој исто вели. Идејата дека јазикот представува огледало на душата е традиционална и таа била изразувана на различни начини низ текот на вековите. Меѓутоа, јас никогаш не сум бил уверен дека оваа метафора треба да биде разбирана премногу буквално. Човечкиот ум изгледа се состои од различни системи, секој од нив сложен и високо специализиран. И еден од овие системи е способноста за јазикот. И особено интересно е тоа што таа представува заедничко својство за луѓето. Изгледа дека е уникатно за човечкиот род. Така, човечкиот јазик представува вистинска видова одлика.
Но по моje мислење, јазикот не е огледало на умот, туку поскоро суштинска компонента на човечкиот ум, клучен елемент на човечката природа. Со други зборови, јазикот еднакво умот, еднакво човекот. Човекот е јазик. Патем речено, ова што нели ова што Чомски го изразува нели со научна методологија, всушност во некои јазични терминологии, природнојазични терминологии некако доаѓало интуитивно. Еве да се сетиме како во античката хеленска традиција, наследена податома и во византиската, како се определува човекот наспроти животните. Многу едноставно, човекот е логикос, словесниот, обдарен со логос, со ум, со слово, па посредно нели преку тоа и со преку ова поистоветување всушност мисла, ум, а животните како се нарекува? Алога. Алога, значи без словесните, значи оние суштества кои што го немаат дарот на јазикот, на словото. Па дури во новогрчки, на пример, како се вика коњ? Во современ грчки, не старогрчки, јасно, хиппос. Алого, средено, то алого. Буквално исто, безсловесното, значи најчестото животно со кое што човек се среќава, како представник на животинскиот род, просто во контраст со човекот е определен со таа карактеристика, немањето на јазик, немањето на логос. Односно, човекот е словесен, е јазичен, а она што не е човек, нели во природата е нејазично. Така. Повторно на оваа тематика Чомски се наврега едно во своите последни дела од 2015. Зошто само ние? Прашањето само по себе, мислам, објаснувачко. Зошто само ние поседуваме јазик? И повторно тој не успева да најде одговор и на крај вика, кога се обидува со помош на еволутивната теорија да најде одговор за потеклото на јазикот, тој на крај доаѓа до ова. Дарвинизмот изискуваше строг постепен континуитет со минатото, бројни последователни мали модификации помеѓу нашите предци нас, а сепак постои огромна бездна помеѓу она што ние го умееме, а останатите животни не го умеат, односно јазикот. Со други зборови, и до крајот на сепак не можам да кажам работниот век ништо работи, но релативно по новите книги, не го наоѓа тој, не се осмелува да даде одговор за потеклото на јазик. Односно, овој феномен е обиткан со тајна. Од тука, значи, модерното начина пословично дефинирање на јазикот како средство за комуникација е премногу банална, фатална грешка, затоа што јазикот представува пред се, ако можеме да употребиме премногу осовремен поим, значи односот на јазикот на умот, како што видов, јазикот не е огледал умот, не е одраз на умот, туку, јас би рекол, оперативен систем на умот, како Windows на умот. Во тој случај, во таа гледна точка, умот е незамислив без јазик. И сега поставуваме се прашањето, и оно што Јанека го спомна. Деца аутистични мислат, говорите, многу убаво прашање. Всушност говорат. Да, јазикот и говор точно. Да, точно. Добро, дајте се стирувани парол, да, во ред. Не, сакам и во друг контекст да се надобрзам. Да, точно. Меѓутоа, мислењето и поистовитувањето на мислењето себе до потребен неологизам, јазикувањето, всушност не доведува до друго прашање. Меѓутоа сите ние говориме на различни јазици, така? Да? Дали тоа значи дека постојат различни човештва? Ако човекот е еднакво на јазикот, а очигледно постојат јазици, македонски, јапонски, нели, германски, португалски и така натаму. Дали се ова различни човештва? Според основните теоретски постановки на Чомски воопшто не е проблем, бидејќи која е неговата всушност главна теза со која што предизвикува револуција во лингвистиката, неговата теорија за универзална граматика. Односно, овој, како да го наречеме, јазик по себе, јазикот е еднаков на човечкиот ум,
се изразува преку таа универзална граматика, додека во контакт со средината на новороденчето, таа универзална граматика на известен начин диалектички се преточува во конкретните граматики на секој даден јазик. Со други зборови, човечката природа е една, јазикот во суштина е еден, така, и тој е изразен преку оваа универзална граматика. Ама сега ќе одиме подалеку од човек. Ќе одиме кон оно што го надминува човекот. И да видиме дали и тука јазикот има место. Сепак, имаме ли време се уште да продолжиме? Па немам, ама интересно. Интересно е, добро, што ме е интересно, одиме понатаму. Во ред. Да, патем речено, ако... Добро, ај сега, на тоа ново што сакам да кажам малку подоцна. Во дискусија. Да, во дискусијата, точно. Сега се преселиме малку во просторот, ќе одиме на исток, нели? Во Индија конкретно, а ќе се преселиме во времето. Одиме во некаде околу 5-тиот век пред нашата ера. Претпоставувам дека сте чули, ретко кој чул, за класичниот индиски граматичар Бхартрихари. И неговото познато дело Ватијападија, каде што не треба да правят и иронични изрази на лицето. Значи, индиската граматичка традиција, лингвистичка традиција најстара во светот, значи почна уште со Панини во 4-тиот век пред нашата ера, каде што има многу длабоки согледи. Значи, во теоријата за јазикот на Бхартрихари, секој јазичен искаш, секоја јазична единица, својата смисла ја добива од следната јазична единица која што е поцеловит. Еве да ве прашам, што значи оваа јазична единица? Д. Што значи? Кажете нешто, било што, кажете, што значи според вас? Добро, тоа е опис на нешто, но што значи само по себе? Само по себе? Не, Д не значи да, значи Д, значи Д. Односно, не значи ништо. Но ако овој глас го употребиме во склоп на збор, води, дали тоа значи нешто, така? Односно, гласот, смислата на гласот не е во самиот него, во самиот глас. Тука е во што? Во збор, води. Така? А што значи води? Кој ќе ми каже? Неколку работи. Ама што значи конкретно? Како знаеме? Што му дава смисла на збор? Му дава реченица. Така можеме да имаме збор. Можеме да имаме реченица. Полководецот ги води војските, така? Денеска имаме утакмица, нели, Иран САД, јас навивам погодувате за кога, не е бито, може постои ваква реченица. Во надпреварот води репрезентацијата, да речеме, на Иран. Така, сега не знам кој води, нели, јасно тука. Да гледам неколку води. Да, или пак, добро, или пак можеме да кажеме, езерските води се силни, така. Значи, имаме сосема 3 различни значаи, кои немаат врска едно со друго на овој збор, меѓутоа смислата, нивната смисла е определена од страна на реченицата. И одиме подалеку. Смислата на реченицата е определена од некој поширок дискурс. И така натаму, и така натаму. Тука Бхартрихари се прашува. Меѓутоа, вика вели, мора на крајот на краишта да постои крајна, сеопшта, најсеопфатна, сводна смисла, која што ќе даде смисла на сите поединечни јазични изкази. И таа крајна сводна смисла мора да биде трансцендентна. Односно, тоа е Бог. Односно, Бог кој што е логос, кој што е реч. И на санскрит тоа се вика шабда брахман. Брахман Бог е шабда реч. Реч, слово. На тој начин испаѓа според оваа негова теорија дека едно од имињата за Бога е јазик. Се дали тој јазик може во тасно да речеме мета јазик и така, што вракајте се сега од Индија кај нас, поточно не кај нас, на Блискиот исток, едно во времето на Мојсе, ако веќе во ум ги имаме оно што претходно кажавме, поистоветувањето на јазикот, умот и човекот, видовме сега дека според теоријата на Бхартрихари дека може и
значи и Бог да се именува како јазик, дали тогаш добиваме еден друг аспект на поимањето на оној поим од нели битието, на првата книга Мојсеева. Човекот како образ Божи. Бог е Логос, името на Бог во известна смисла можеме да кажеме јазикот, а јазикот е суштина човекот, човекот е еднакво јазик, па во таа смисла човекот како образ Божи, нели на иврит Целек Елохим, дека добиваме еден нов увид. Еве, јас ќе застанам тука, се надам дека отворивме теми за дискусија и претпоставам сега Боже мој, нека почна да бега веќе. И така, се надам ќе можеме сега да продискутираме. Да не милоши малку со твоите логоси, што одлучиш? Ти секаш? Не одговорив на прашањето на почетокот за функциите на јазик. Сега, ако тргнеме од едно дело кое да речеме веќе класично во лингвистиката, лингвистика и поетика на Јакобсон, веројатно има 6 функции на јазикот, така. И тоа некако ми дава простор да се надоврзам на она што го рече Ристо апропо поезијата, дека всушност јазикот има повеќе функции, имајќи предвид што ставаме во фокус. Кој дел од шемата во која се одвива комуникацијскиот чин го ставаме во фокус. Ако јазикот самиот по себе стане цел, тогаш веројатно функцијата на јазикот е таква метајазична, нели? Ако во фокусот ни е соговорникот или ако во фокус ни е воспоставување комуникација, тогаш или проверка на каналот, тогаш ќе ни биде фатичката функција на јазикот. Така што веројатно во однос на тоа каква ни е целта во комуникацијскиот чин, можеме да имаме различни функции. Тоа беше само дека функцијата може да варира во однос на тоа што сакаме да постигнеме со действувањето со зборови. Да прашам врска со ова, кога некој човек или некој дете зборува само со себе, која цел е? Би можел ли само да замолам, секоја дискусија делена во 3 блока. Првиот блок е блок во кој што секој дава своје изложување, вториот блок од 25 до 30 минути е блок во кој што разговараме меѓу себе, значи концентрираме дискусијата меѓу нас како сега Боган што одговори се контра нели на ова што го каже Игор претходно. И третиот блок се прашање од публиката. Дали ќе може само да го запомнеја прашањето за Богоц? Јас го помнам. Како? Јас го помнам. Поставено. После помнам. Игор би сакал нешто врска со ова да респондираш или? Не особено. Евентуално можеби. Дали можеме да кажеме тогаш дека сите функции на јазикот кои што функционираат, тоа е плеоназм, значи функции на јазикот кои што се валидни во рамките на заедница општење се всушност вторични во однос на јазикот како оперативен систем на умот. Или да се изразиме схоластичко аристотелијански, значи првата функција на јазикот или првата улога на јазикот како оперативен систем на умот, односно известен начин поистоветување на јазикот со мислата, представува есенција на јазикот, додека комуникативната функција и се она што произлегува тоа е акциденција. Не мора да се одговори на ова. Не мора да сам. Америка ира 0-0. Уште не е почнат да превара. Прво е енергија на јазик. Действие на јазик. Затоа што действие и акциденција, симвивикота и енергија не се исто. Така што попрво е енергија, заради тоа што акциденција може да преведе како пројавност, како нешто што не е директно својство на суштината. И веќе е друго. Сега, сакам да реферирам кон таа страна малце. Ристо кажа нешто пред малку што ме стави да мисла за Ботев. Втор пат го слушам, бев присуден, бев сведок на младата. Нели за поезијата на Ботев, така беше? Да, тогаш кога, да. И сега, и тогаш ми текна едно нешто, ама некако не се нареди да можам да го дадам мојот пример, ама сега ќе го дадам, од и втор пат го слушам.
Живеев во Германија неколку години. Напишав книга на германски. Комуникација со луѓе, професионална, или се институт и така натаму. Не можев да седам во кафана и да зборам на германски успив. До последен момент. Не може. Тоа не е ботев, тоа не е поезија. Да. Абе ќе почнам, ќе се мачам на германски, ќе се мачам, ќе свртам на англиски. Пак ќе се мачам, пак ќе свртам на англиски. Не ми е јазикот за во кафана. Да, Сега, не сакам да ја банализирам. Не. Возвишенава дискусија за тоа како поезијата е највисокиот дострел на еден јазик. Не верувам дека кафанскиот јазик, нели пивница во Германија да седеш дека тоа е некој висок дострел, ама јас сум научен на тој јазик да седам и да пишувам книги. И пишувам, читам, нели, све се седнам, не треба збориме за обични работи. Како ќе зборам ја за обични работи во овој јазик на кој се пишуваат книги? Да, во прилог на ова, само примерот на Бранислав Саканец, кој што исто така, значи, докторирал на германски, го читал Хегел, се нашол во проблем кога требало да нарача соба во хотел. Значи, просто не знал како да се искаже. А знае да го чита Хегел. Значи, тоа е, значи, мислам дека оваа субјективна страна нормално дека се учи јазикот на поезијата. Но сепак ова другото што го разбираме како обични функции на јазикот е нешто во кое што, како да кажам, учествуваме низ практично усвојање на јазикот, додека во поезијата влегуваме во тие внатрешни врски што јазикот може да ги оствари независно од овие практички врски што ги учиме во употребната вредност. Оти поезијата нема употребна вредност. Ова се некакви си јазички игри, кој што ги вели Витгенштейн. Значи јазичката игра на нели оние нивоа на јазици, прво нешто што учат сите било кој курс за јазик кој се учи како да нарача соба, нели оние туристички пристапи. Значи било кој јазик да седнете да го учите, прво ги учите тоа ниво на јазичка игра, на некакви семејни сличности. Значи идеш на тоа го учиш. Сега нормално луѓе што му пристапуваат на Јонче Јосифовски, така си го мислам, последно време комплетно заборам. Значи или Алцхаймер, или старам, или некој канцер позадина кој ќе се јави после некој време. Само сигурно, само со време ќе се каже тоа што викаш. Значи, тој човек исто така, го користел германскиот јазик само за да ги чита философските книги. Така го научил, ја научил таа јазичка игра, тој семејни сличности, што јазикот на философите, додека другиот јазик воопшто не го познал, не знаел да комуницира на германски јазик, го користел само тој јазик. На тој начин го научил да може да прочита книги. Значи, како креација, беше повеќе идејата на јазикот и тие врски што се ствараат во поезијата, што очигледно го позиционира тој еден јазик во таа абстракција, која што е далеко од употребна вредност. Тука ми беше идејата. До Игор и посредно до Бован имам уште два коментари и после ја предаваме на дискусијата на Кевас. Не прво на Кевас, малце евроцентрично се јас сакам. Ако Бован што сака да биде адвокатус диаболис, а јас ќе бидам малце од оваа страна. Ова што го кажа со Индија, многу интересно звучи. Евроцентричност е адвокат на ѓаволот. Кој како го разбира? Јазикот е флексибилна. Ова што го кажа за Индија. Јас го гледам истиот принцип, истата структура на аргументот на редуцирање кон првоначалник Аристотел. Значи има една интуиција која што бара да се стаса до првата причина, до првиот двигател, до нешто што е праобразец или почеток на одреден низ. Добро, да, тоа е На универзално. логоси, на принципи кои што произлегуваат еден со друг. Види полисемантичноста на поимот логос. Значи, он означува и принципи, означува концепт, означува исто така и збор. Нешто слично, ако сакаме веќе да изведеме кај Идосите, кај Плато. Зашто не е тоа толку туѓ,
толку туѓа таа помисла што ја има и во Индија. Може би е попрво показател дека има една општа човечка интуиција, философска интуиција, која што на сличен начин ги структурира одговорите на тие прашања што си ги постава, Што па би ете го малку има можело да се и во каже Индија. философија перенис. И на оваа линија, Така. реферирам тука малце кон прашањето што го отвори Бобан. Ако речеме дека постоете еден таков општ дискурс, да речеме дека постои еден општ јазик, универзална граматика според Чомски, една природа, еден јазик, нели тие работи што ги наведе, тога што било разделено во Вавилон? До двајцата прашања. Па ако се гледа библискиот наратив, значи тоа би требало да биде како казна, односно дека фактот што зборуваме на конкретни јазици со конкретни граматики, а не на јазикот на универзална граматика, е всушност сведоштво за некоја деградација. Е сега многу интересно. Не само тоа многу интересно. Ево се Јанинка нема, оно што го спомна за аутистичните деца, дека мислат, ама вика, тоа не може да го искажат вербално. Дали тоа е мислењето, не можеме да кажеме на таа универзална граматика. И апропо ова, дали може тука да сватиме и улогата на молкот како символ во христијанската традиција, дека во молкот се мисли со, условно кажано, оваа универзална граматика. Сеќавам, тоа беше Марисак, Свети Исак Сирин има кажано тоа, дека молкот е тајната на идниот век, а зборовите се орудие на овој. И апропо тоа, дали ако гледаме се на есхатолошка перспектива, во тој молк, каде што ќе владе или стихија, каде што ќе се мисли со во, условно кажано, универзален јазик, со универзална граматика, всушност се надминува таа подела, таа деградација видлива во раздвојувањето на езици. Не знам. Веројатно во Вавилон беа разделени јазиците, а не начинот на кој се создава говорот. Односно, говорот како конкретна реализација на јазикот е предмет на поделба. Начинот на функционирање на оперативниот систем, сега го позајмам тој термин, начинот на функционирање на оперативниот систем е ист, начинот на кој се пројавува, неговата форма може да се разликува, би рекол. Затоа ги имаме јазичните универзали визави различните граматикализирани начини или различните зборови со кои се искажуваат тие исти или слични концепти. Така што, веројатно, начинот е различен, а оперативниот систем е ист. Сега забелјам и текнува уште едно нешто, немаме свето писмо тука при рака да провериме, можеме, ама мислам дека стои измеш јазиците. Може ги измеш. Мислам дека тоа е зборот кој што се користи во светот. Да, само околу ова. Ова што го има како индиски граматичар, го има кај Фердинанд де Сосир. Тоа само покажува. Мало вако Да, тоест го има и кај... Дали знаете Фердинанд де Сосир што е по потесна специјалност? Санскритолог, санскритист, да. И затоа не треба да Да, но е чудно, јас не знам дали де Сосир реферира на овој. Сосема може. Да, не реферира. Не, можно и да реферира. Да, затоа што ова е истото. Баш целата идеја, практично целата идеја што е инспирира и постмодернисти во други сфери. Гледате, има 5 века пред. Различно се чини како да е се дадено на еднаш потпун. Да, правилно. Само има одвиткување на клопчето во различни историски периоди. Да, оваа идеја околу може и истите идеи што се јавуваат на различни делови од светот, а при тоа немало никаква комуникација помеѓу индивидуите и групите што ги создаваат,
упатува на тие вродени идеи, на тие универзални идеи за кои што зборува Чомски. И ова беше една расправа една со мислам дека во некои расправи имаше Ферид Мухич расправано. Кај Газали исто мислам дека ги има истите идеи што после ги има кај Хјум. А не мислам дека Хјум го читал Газали. Че дошол до истите идеи, како да има некаква објективна структура, Да, која што ако ја мислиш, мораш да мислиш на тој начин или да идеш во дадените можности. Имено нема екс нихило создавање, барем кај луѓето, но од друга страна има одредено создавање, имено инвенција, како да ги воведуваш во времето некакви можности, што инаку самата објективна структура ги дозволува во времето. И затоа може да се случи на различни делови од светот, во различни епохи, без воопшто да имаат доперни точки да дојдат до истата идеја. Што само укажува на рационализмот на овие Чомски. Ова е веќе платонистички, Да. осознавањето всушност представува присетување на веќе постоечкото. Така што очигледно тоа е интересната идеја и идејата за јазикот, например, вакви собери не би можеле да бидат можни ако нема јазик. Да. Пред да го отвориме делот со дискусијата, повторно ќе се вратам на со Вавилон заради тоа што ме стави на мисла Бобан и се добро за некако на тоа што јас почнав да го зборувам за јазикот изречениот, говорниот јазик, но и со јазикот на нашите дела. Им го измеша јазикот. Тоа е формулацијата што стои во Светото писмо. Прво во сингулар е јазикот, второ го измеша. Дали единственото значење на овие зборови е појавата на повеќе јазици? Или може да се разбере, зборам и од лингвистичка, од филолошка гледна точка. Во тој смисло измеша би требало да биде синоним на фрагментиран. Мешање на јазикот, дали тоа не е мешање на способноста на човекот да низ јазикот се разбира, односно на луѓето да преку јазикот се разбираат едни со други. Банална ситуација. Ви доаѓаат мајстори дома, од моје искуство, мислам дека повеќе помалку секој има такво искуство, доживеано, ти доаѓаат мајстори, му викаш вака и вака направи го, тој зборува исто македонски, вика добро ќе го направам така и така. Завршува си, заминува и направил се наопаку. Што се измешало тука? Истиот јазик го зборува. Чисто го отварам како еден простор за можни интерпретации, повторно во насока на тоа каква представа, ајде да не речам дефиниција, на кој начин го одредуваме јазикот како таков и на кој начин пристапуваме воопшто кон оваа тема, кон ова прашање. Дали само површинскиот начинот на постоечки изрази на јазикот на македонски, албански, грчки, индиски и така натаму, или зборуваме на ниво точно на овој мета јазик, на овој првичен, општ, универзален јазик, што го спомнавме пред малку, што го спомни Игор пред малку. Еве, чисто како споделено размислувам. Не знам, значи како веќе херменевтика како ја толкуваме изразот измеша веќе постоечки еден јазик. Што би се потоа дали измеша во овој контекст би требало да се свати како што веќе спомнав синоним за фрагментација, значи раздробување на нешто единечно и негово мешање во различни комбинации, или пак има некој сосема друго значење, во смисла за неволноста на луѓето повеќе да се разбираат едни со други. Значи ова метафора со мајсторот, значи асоцира на тоа, да, секако. Зборуваме, значи формално ист јазик со иста граматика, меѓутоа не се доразбираме, не се разбираме. Тоа може би значи дека немаме волја да се разбираме, односно оладување на љубовта на, не знам. Може би во таа насока е ова
што Витгенштайн го зборови и оваа цела тенденција на 20-тиот век, таа философија на јазикот, во кој што се зборува за тоа дека било кое значење и се што јазикот сака да го постигне, живее во неговата употреба, дека сите всушност проблеми помеѓу луѓето настануваат во лошата употреба на јазикот. Значи, можноста да се фрагментира и да се измеша јазикот може би во таа насока да значи. Значи, не е проблем фрагментацијата на јазиците. Значи, од еден јазик, дури измешан во некое време, да кажеме, прасловенски јазик, се јавуваат множество словенски јазици. И тие може да се групираат, па внатре групата да има врз база на одреден степен. Ке констатираме дека има 20 разлики, ама има 10 сличности. Еден јазик со друг јазик. Исто словенски, со друг јазик има помалку сличности или повеќе сличности. Значи, таа фрагментација очигледно има таа логосна можност, тоест тоа дека логосите имаат во себе тропоси, таа можност да бидат варирани бесконечно, така што може би диалектите се само исто едно варирање на еден ист јазик, кој што постои во некакви јазички континууми за кои што зборуваше многу пати. Значи, како јазикот да има можност во секој миг да се потврдува како логос, што низ тропосната идеја внатре себе си може да множи најразлични постаси на истиот јазик. Значи, може да се свати мешањето на јазикот, можноста еден јазик да се фрагментира на многу начини, па така од еден прајазик да настанат повеќе јазици, па да го наречеш тој прасловенски јазик, па и можноста од тој прасловенски јазик низ текот на историски период на оддалечување на луѓе од една страна и на друга страна од светот, кој што првично го зборувале тој прасловенски јазик, можноста да се фрагментира во други и постаси на истиот јазик и да развијат сличности или разлики, и во оваа смисла во кој што Витгенштайн го тврди тоа, именно лошата употреба на јазикот. Значи, тој го зборува за јазикот на философите, дека погрешно го употребуваат јазикот. Значи, во таа смисла може да значи тоа вавилонско мешање наједниот јазик. Значи, како некаква можност за историско еволвирање на идејата начната со тој мит во Вавилон. Значи, тоа што една се случило, тоа не значи дека тоа се случило и после настанува некаков континуитет на пост-случувањето, туку дека случувањето е начнато тогаш и има еволвинг на идејата дадена тогаш во историско некакво случување и фрагментирање кој што и понатаму трае. Но универзумот множи разлики, не множи единство. Очигледно може да ги затвара единствата на тоа ниво, а треба да се барат единство на друго ниво, може да и на јазик. Не знам, тоа се тие моменти како може да се мисли на еден начин и на друг начин. Интересно исто така проблемот на зошто постојат јазични универзали. Што се јазични универзали? Тоа се значи особености кои што сите јазици или правила на кои што сите јазици се покоруваат, ние можеме со наблюдување. Тоа се малку, тоа се ретки, воля на вистината. Меѓутоа ние можеме со наблюдување да ги забележиме, меѓутоа не може да објасниме зошто. Да речеме има јазични универзали дека ако во даден јазик постои граматичка категорија на род, мора да постои граматичка категорија на број, но не и обратно. И сега, на ова што кажано, наблюдувањето покажува дека на пример на ова правило се се покоруваат сите јазици, но не знаеме зошто па токму на тоа, а не на друго. Извинете, возвишенува дискусија малку што ќе сигнам, ама не сум сигурен дека моментот со мешањето може би е добар превод во прашање. Сега ги гледам другите преводи на тие јазици околни, например на бугарски не е Ботев, и там да разбркаме езика им, или на српски вели, Треба на грцки да се види. Треба на грцки да се види, да, на српски вели и да им пометемо јазик да не разумiju еден другога што говоре. Така што би рекол дека производот е следното, кога ги
одат на различни делови од земјата. Така се настануваат јазиците, овде може да е само неразбирањето. Но го помнам прашањето, што кога децата зборуваат самите со себе, мислам дека Ана подобро ќе ни одговори. Мислам дека прашањето е во делот на развојната детска психологија. Може возрастни да зборат сами со себе. Да, кај децата во принцип мислам дека детските психолози велат дека на тој начин тие го вежбаат јазикот. Слушаат и само го повторуваат тоа што го имитираат и на тој начин како што овие што проодуваат, вежбаат да одат, така овие на тој начин го вежбаат јазикот, го повторуваат за да се слушаат себе си. Меѓутоа, тоа не е баш така, што децата кажуваат работи што никогаш не ги чуле. Не вежбаат работи што ги направиле или виделе како се прават, туку креираат нови работи кои што никогаш не ги чуле. Тоа може да го каже и Ана веројатно и секој. Реков Ана во смисла на психологијата и на детските психолози кои во принцип велат дека тоа не е ништо спорно и дека тоа е дел од развојниот пат. Меѓутоа не сум стручњак во тој дел, но ако зборуваме јазично, ми се чини дека тоа им е тезата, дека е дека на тој начин по принцип на имитација се обидуваат да ги преповторат зборовите. Не Или това. игра. Како што имаат игра која што е моторичка, имаат јазична игра, која ќе ставам за нешто што никогаш не го чула. Или потреба да бидат со него. Сега веќе официјално не е отворена дискусијата со публиката, имаме прашање. Поздрав. Две прашања, прво ми е за професорот Иво Радев, значи се основно на гледиште дека јазикот е сепак предмет на научно истражување и дека има јазикот, исто како и светите книги, имат многу наука во себе. Еден два пример ќе дам, да речеме свините. Не само, не дека сами по себе имаат наука, туку дека делумно може научно да им се пристапи. Да, во тој контекст на таа ти што го кажа, дека еден збор зависи контекстот. Значи, сега јас викам контекст историски. Контекст нешто иначе, да речеме, свините се, нели, светите книги не треба да ги јадеме. Ја лично мислам дека и христијаните не треба, бидејќи во писмо од Ефесијанците, дека се валкани гадни животни. И сега ние научно се потврдува дека на вистина генетски или сличкото мисло сличното човечкото има и може тука многу проблеми да нели за крвните жили и света, да стварно најмирно сите мисли и научно потврдуваме. И сега втора работа, да речеме, во Стариот Завет пишува дека да речеме Господ многу ќе се лути на оние мажи кои што носат женска облека и обратно. Меѓутоа, тогаш кога било напишан Стариот Завет, да речеме, тогаш мажите носеле нешто што денес личи на сукњи, а жените носеле нешто што денес личи на панталони, кафтани, чекшири и тие други облеки, нели за да не им влегуваат животни. Така што панталоните почнат дури во средниот век да се носат во Европа и на вистина денес главен причинител за рак на простата. А всушност знаете ли кој ги измисли панталоните? Номадските народи, знаете зошто? Јавање точно, ако не е згодно на гола кожа и со испотено да се допира со испотено коњско крзно. И тоа додека е само во тој контекст затоа, да пример за античките, што се медитерански народи, носењето панталони е признак на варварство, на номадски начин на живење. Сега во тој контекст јас кинескиот јазик е многу побрзан, бидејќи нели дека не новите, не во 60 годишина, дека шведскиот јазик, дека на индоевропскиот јазик, потекнуваат од кинески, дека на шведскиот дека. И сега, да речеме, на кинески кажуваш јас земам овци, пола, и треба да порадиш, јас тоа се само подразбирачки, јас ги носам овците да посетам по на тој начин, нели ваноден, бидејќи јазиците на символични и на абстрактни, да речеме нешто се од илијанска група, да разбереме што е, тие се символични скратени, значи потекнуваат од војни пораки и да речеме
така хрватски, да речеме, на хрватски ќе речеш не дам се ја малтретират, а на српски ќе речеш, тие се значи апстрактни јазици, објаснички, не дозволявам да ме малтретира. Затоа се вика хрватска и јекавица, затоа што е илирски или илирски или латински. И за овој случај сега го имаме шведскиот јазик. Докато и така ги делуваме сите јазици во Европа. И сега тука го имаме шведскиот јазик. И сега како да речеме тој контекст историски, значи и сам подразбирачкиот ефект на овој модел, пошто да речеме мислам дека е најблизок до илирскиот, односно да абстрактниот модел, а ова другите јазици, да може би тие култури се да најуспешно се развиваат, најстабилни, најмногу се развиваат и најмалку були. А сега второто прашање, сакам да го прашам, Латовија се викавте така? Јас? Јас слушав и пред тоа зборавте, Да, вториот гост. Уверен. Да, за вториот гост. Јас сакам да кажам, што мислите вие да речеме за однос на Ван Моден, да речеме на илирските јазици се символични, а овие другите, да речеме како англиските, да речеме, кои што е како и наше, да речеме, се објаснувачки, односно абстрактни, подобни се. Дали да речеме не имаме уникатен случај, кај нас да има два јазика, затоа што да речеме охридскиот говор, мислам дека е поблизо до илирскиот, и старото име на Балканот, да речеме Илир, после Хемос се викало Илир. И таму било таа илирско кралство, да речеме, па било подвлијание, да речеме на охридски ќе речеш Прайм плажа, а да речеме на сите други овако, на Скопски, да речеме, Скопски, да се одиме на плажа. А дури ни кажеш ги Голтерско, значи, и сега дали мислите дека имаме и кај нас така. Да речеме викаат австрискиот е илирски, односно е символичен, а германскиот е абстрактен, односно објаснички, се така многу подобро. Така има подобро. Да. За кого беше? За мене? Ова е за мене. Ова е првото, да одиме поред, да не ти го узурпирам редот. Секој со својот микрофон. Чекај, во која смисла богати? Онака. Богати материјално мислите? Па да им се развивала по-стабилно културата, да види тоа не влијае, тоа не сакам да повторам да не Ова е како да се изразам. Ова е да речеме есенцијализирање кој води историски есенцијализирање. Да речеме Шведска до 19 век се смитала за една од посиромашните земји во Европа. Зошто во тој период да речеме имам толку голема шведска емиграција во Северна Америка? Сигурно не бегале во Северна Америка од убав живот. Значи тоа богатењето е после. И Кина има периоди кога била и посиромашна, до пред 40 години сега побогата. Па не би рекол дека не имале. Шведска била доста воинствена, се викинзите се, швеѓарите се викинзи, така? Сега, значи, тие престанале, што да кажем, да престанале да војуваат откако после, нели се, Петар Велики, да, после тешкото искуство со Петар Велики, да, и после веќе не губа територија, веќе нема за што да војуваат. Инаку историјата на Кина знае многу дека во рамките на кинеската историја знаеме за многу тешки граѓански војни внатре во Кина. Не дека немало, значи многу вако Само едно правило поставуваме прашање, само малце. Правило едно поставуваме прашање, гостите одговараат. Нема повторно прашување или продолжување на диалог. Така што доколку го одговорите прашањето, идеме на бод. Никогаш не сум чул вако нешто како на судски процес. Мислам дека анекдотата е со Јасер Арафат. Го прашуваат во еден збор да каже каква е ситуацијата на Блискиот Исток и тој вика good. Дали може со два збора, вика not good. Сега јас така да одговорам на вашето прашање. Дали мислам дека постојат два јазика, охридски наспрема скопски, со еден збор? Не. Со два збора? Воопшто не.
Ја кажам модел за... Јас така почнав и на почетокот дека не сум исклучително паметен, ама примале овде и такви. Поентата ми е дека во смисла на... Лажија не сум рекол така нешто. Јас. Добро, идеме на други прашања. Јас се Дали? кажам. Повелија. Беше споменато јазик еднакво човек. Да. Јас сум тука проблем како да разберам од периодот, например, на пренаталниот развој и на новороденчето, кој што нема јазик. Да, па тоа е поентата всушност на. Извини се што се мешам во прашањето. Но мислам како свати. Значи, кога во контекст на, значи на слободно можем да кажеме лингвистика, доаѓа философијата на Чомски, кога тој ќе каже јазик, тој го мисли на условно кажано јазикот на мисла, универзалниот, односно незнате граматика, уште пред да биде артикулирана во конкретен јазик. И еден од мотивите кој го навел Чомски да е разговор. Да, само да продолжам со одговорот, што го навело да ја развие својата теорија за универзална граматика и генеративна граматика, во смисла дека тоа ги генерира конкретните. Токму тоа дека не можеме ние да објасниме како тоа едно новороденче кое што се среќава со толку рудиментиран мал инпут на надворешни дразбен јазик за толку кратко време развива еден толку сложен систем како што е јазикот. Значи, во обид да го одговори тоа прашање, значи, Чомски види дека морало веќе во него, уште пред да почне да зборува, уште пред натален период и така натаму, веќе да постои таа способност за јазик. Способност за јазик огледана во универзалната граматика, која што се актуализира кога се под дејство на надворешниот инпут во конкретниот јазик. Значи, ако го земеме тоа, значи тоа двоење, значи на конкретен јазик и на универзален јазик, конкретна граматика и универзална граматика, тогаш може во прашање што го постави не вака лесно да се одговори дека во пренаталниот период, значи пренаталниот и што пред да новороденчето да почне да зборува, присутен е, што му кажам, овој јазик, оперативниот јазик како оперативен умот, кој што со примање на дворешни дразби се артикулира во конкретен јазик во зависност од средината каде што е роден. Се не знам дали овој одговор е Пренаталниот е пред да се роди. Да. Дозвор, така? Да. Добро, имаме две прашања, Никола и Владимир. Јас имам одговор, не прашање. Уште подобро. На твоето прашање. Добро. Ајде. Што ме Ти се одговор? праша како е можно, говорејќи ист јазик, мајсторот да направи се обратно. Па тој оди малку зад јазикот. Тој совршено разбира што му кажуваш ти. И во себе си види го што треска, тоа е без врска, ништо не знае. Што мој да има цакано, ова сака ова да му направи. Тој интерпретира. Да. Да го користам едниот од двата дозволени јазика. И тој интерпретира и обидувајќи се на да го срочи, да ја срочи интерпретацијата на логиката која што е дел од него, тој ќе си го направи по свој. Не е значи проблемот во македонскиот јазик кој што вие го говорите, туку проблемот е што е тој паметен, а ти си глуп. Не ти, сите ние сме глупи, тој е мајсторот, тој знае се, ти не знаеш да го прашаш како што треба, ти си глуп и тој ќе го направи како што треба. Совршено. Да. Добро. Прашање. Пошто претходниот пат кога гостин говори беше професор Петушевски, па јас имам два одговори, дула се двата, после тоа едно прашање до Радев и едно професор Петушевски. Првиот одговор е во однос на мешањето на езиците од варунската кула, именно како јас го размислувам. Од една страна, значи, со мешањето на езиците, што и значи тоа, се создава парадоксите, што значи не може да се изрази смислата во јазикот. А од друга страна со бројноста, односно многобројноста на јазиците, пак
тешко ни е да ја објасниме смислата на што многу јасно може да ја формулираме на еден јазик. Па во таа смисла сакам да го прашам професорот Радев како се создаваат, односно како се изнаоѓаат правилата на универзалната граматика, дали преку поединечните граматики па доаѓаме до некој универзално правило или пак од правилата на универзалната граматика можеме да ги изведиме правилата на поединечните јазици, мислам чисто научниот пристап како е, не дали дека има еден одговор. А пак вториот одговор и второто прашање, вториот одговор во однос на јазикот и делото што го поставите како прашање. Тоа секогаш го кажувам како пример, и кога бев немирен како мал, мајка ми ме тепаше често и ми викаше никога од љубов те тепам и гледате малку е парадоксално од љубов ќе да јадите, ама од друга страна пак никогаш не ми текна, ја сватив смислата дека не треба од љубов да ја истепам мајка ми. Така што сватив дека не, иако може да оде двонасочно, иако може да оде двонасочно, не може секогаш по истата траса да оде двонасочно, па во однос на универзалниот јазик, она што професорот Кајпановски го каже како лингва франка и поврзување на јазикот и делото, ако ние од ако македонскиот јазик настана старословенскиот преку таа традиција со средниот век и Византија, тогаш како ние денес учествуваме во создавање на еден иден лингва франка, односно како ние придонесуваме, како би требало да размислуваме за да учествуваме подобро во создавањето на некој нов иден заеднички јазик, кој што ќе осигурува повеќе различности преку универзалните граматички правила. Во ред. Како прво, универзалната граматика е зверка која што никоја нема видено. Во која смисла? Значи, ние не можеме да направиме, да напишеме да најдете книга, ова е книга на универзалната граматика, односно јазикот на мислење. Значи, таа може да биде само насетувана, односно според нас, според теоријата на Чомски, таа е универзалната граматика е логички нужна, но ние не можеме емпириски да ја потврдиме, односно не можеме во целост емпириски да ја потврдиме. Сега, делумно може да се насети во токму во оние јазични универзали, меѓутоа како што кажам, тие универзали се ретки, значи многу ретки. Така, и врз основа на нив ние не можеме да реконструираме цел систем кој што ќе наречеме универзална граматика на умот. Сега не знам дали тука ме разбрахте или например вака, црна дупка, така, црната дупка постои или не? Мислам во астрофизиката. Поентата што црната дупка значи теоретски, значи теоријата изискува тие да постојат, меѓутоа поради нивната природа дека ниедна информација не може да дојде од црна дупка, значи ни светлината не може, значи ние не можеме емпириски да ги потврдиме, иако теоријата, односно ги изискува, меѓутоа ние можеме посредно некако да го наситиме нивното постоење, но не можеме емпириски да го потврдиме. Значи емпириски да потврдиме што да прати некој сонда и таа сонда да прати информација од црната дупка, која што ќе потврди да тоа се својства на црна дупка. Меѓутоа тоа е дефиниција на црна дупка дека не може никаква информација таму да потече. Нешто ако не е ова малку претерана метафора, еден вид таков на црна дупка е таа универзална граматика. Ние можеме да ја насетиме, теоријата бара таа да постои, меѓутоа не можеме емпириски да ја потврдиме. Можеме да укажеме на неја, но не можеме да ја докажеме. Значи, прашањето е што треба да направиме за да учествуваме во создавањето на една... Како учествуваме? Не мораш. Проблемот во историјата на лингвистиката воопшто ми се чини дека е од структурализмот до трансформативно-генеративната граматика што ние се трудиме премногу да го објасниме јазикот и да направиме апсолутни законитости, заборавајќи го неговиот антропоцентричен карактер. Кога ја имате варијаблата човек, вие секогаш ќе имате исклучок од правилото. Тоа значи дека ние
начините на кои учествуваме не можат секогаш да ни бидат свесни, мерливи, ми се чини, и ние да можеме да направиме од нив апсолутна формула. Јас многу би сакал тоа и многу ги сакам таквите пристапи од, како беа, бесоните песни зелени соништа на како и да беше на Чомски наваму, но просто кога имате варијаблата човек, вие не можете да направите универзална законитост сосема до крај. Безбојните зелени сништа жестоко спијат. Што за него е апсолутно точна и добра реченица. Не, тој пример граматички е точна, ама смисловно е апсурдна. Но јас обично продолжувам на предавањата кога ќе стигнам до ова по општа лингвистика и вака. Освен ако не го земеме предвид Лотман, во секундарните моделативни системи семиолошки, што ќе рече во литературата, замислете ситуација во која имате планета на соништа, која тие се во нашата свест антропоцентрични, тие таму некако се шетаат, и тие имаат таква двојна или тројна природа, имаат боја, добиваат боја, значи надвор од она што ни е нам познато, во некој секундарен надграден моделативен систем, во некој модел каде што тоа така се случува. Ако немаме таков тип на изолат и таков тип на модел, ние не сум сигурен колку можеме да измериме како учествуваме во тоа што ќе се случува по 100-200 години, како ќе еволуира јазикот. Можеме да видиме тенденции, но влијаат многу фактори до кои ние во овој момент не можеме да ги предвидиме како ќе одат натаму. Затоа не можам да ја направам во овој момент формулата, бидејќи не знам како утре задутре факторот човек, таа варијабла ќе повлијае на сето тоа. Добро. Сепак има ограничено време во кое што се случуваат овие дискусии и мене ми е драго што дискусијата помина вака во оваа насока и сите нивоа беа некако поврзани во функција. Воопшто не е идејата на овие форуми, не знам ни дали идејата воопшто, значи не е нужно луѓе кои не се философи по образование или по вокација, велат што не викате нас на овие средби. Но тоа не е идејата, философијата е општиот фон. Затоа што ми се чини дека, како да кажам, значи, тоа е тврдењето на мојот генералштаб дом, кој што тврди дека најголемата грешка што е направена е кога философијата е сместена во редот на хуманистички науки. Оти таа е суи генерис феномен и е фон што треба да ги прати сите науки, не да биде сместена во рамки на хуманистичките науки. Значи, целата историја на философијата е некаков фон што ги прати сите науки. Вака е таа упатена само на методот и на ограничувањето на предметот и методот од хуманистичките науки. А сепак самата по себе е феномен што бара иставање и од било кој критериум на хуманистички науки. Имено мора да биде поврзано со сите науки. Дали современите философи се на висина на задачата? Така што и во овој случај ние се трудиме, форумот, да, ја има таа назнака, значи, ја има таа ипостас, дека овој е христијански филозофски форум, дека реферира на некаква традиција, на која што сметаме дека и овој простор припаѓа, но тоа не значи ништо во насока и на начинот, дури и како што велам, Жижек смета дека атеизмот е роден од христијанството и дека само низ призмата на христијанството може да се мисли атеизм. Но во оваа насока, затоа велам, сите овие феномени што се разгледуваат тука, философијата ги прати како фон и како она дежурна Софија што ги поставува прашања. Значи нема идеја да заврши, да финализира со некаков одговор или да има некаква можеби практична цел од овие форуми, некој да излезе
променет или преобразен. Тоа сепак останува на личната волја на човекот. Така што еве завршуваме со дискусијата и го прогласувам овој христијански филозофски форум за умрено. Не, добро. Не, го прогласувам за завршен, да, така.